Почитувани, нема крај со скандалите на градоначалникот на општина Сопиште. Имено, градоначалникот на Сопиште, однесувајќи се како деспот во општината и притоа не водејќи никаква грижа за вработените и за напредокот на општината, туку напротив, користејќи ја својата позиција единствено за лична корист и за дрска пресметка со сите оние кои мислат поинаку од него, секојдневно влегува од еден во друг многу поголем скандал. Како доказ и во прилог на кажаното, ќе го наведам само мојот случај и ќе заклучам дека градоначалникот и овој пат го одбра полесниот, но не и правилниот начин. Неспособноста за справување со општинските проблеми овој пат реши да ја покрие со делење на отказни решенија. Најновото отказно решение во Сопиште го добив токму јас, Александар Ѓорѓиевски, вработен во општина Сопиште од 2006 година, а воедно и председател на синдикалната организација при општина Сопиште, функција добиена токму во мандатот на актуелниот градоначалник. Она што сакам да го напомнам е следното. И покрај тоа што во текот на изминативе неколку години, се од 2006 година, па до денот на моето бркање од работа 2.11.2010 година, бев целосно посветен на работата во општината и без ниту било какви пропусти и грешки ги извршував во врските кои произлегуваат од моето работно место, сепак сега стана повеќе од јасно дека на некому веќе долго време сум бил трн во окото. Отказното решение го добив без причина и единствено подкрепено со изјави од моите колеги кои немајќи друг избор потпуштиле под притисоците на градоначалникот и напишале она што им било наложено, а како повод на доделување на истото отказно решение, градоначалникот го одбра токму датумот на мојот роден ден. Од се ова можам да заклучам и дека единствена причина поради која го изгубив работното место се моите политички погледи и позицијата на секретар на општинската организација на СДСМ Сопиште. Само за подсетување, делењето на отказни решенија на градоначалникот му стана секојдневна пракса. Во изминатиот период од општината, освен мене, се избркани и други луѓе, докажани професионалци во својата работа и кадри со високо образование, а на нивните места веднаш се пополнети со нестручни и несоодветни луѓе, од кој дел доаѓаат дури и од други општини, а не од нашата општина Сопиште. Овие луѓе ги добија своите работни места само затоа што се блиски до градоначалникот и до актуелната власт, а очигледно се и одлични партиски послушници. После овој скандал на сите ни станува јасно дека на градоначалникот на општина Сопиште не му требаат работливи, честни и објективни луѓе, на него му требаат само соработници од негов калибар, луѓе расипници кои ќе ги премижат нечестните игри во општината Сопиште. Почитувани, до кога ќе ја трпиме забеганоста на ВМРО ДПМН и нивните партиски чистки? Благодарам.